Веднаш по инвазијата на Русија во Украина во февруари 2022, централната железничка станица во Киев стана место на болка и страв, додека украинците бега од главниот град пред напредувањето на руската армија. Кондукторот на украинските железници, Олег Кобецки, беше на одмор во Западна Украина, кога Русија ја почна својата целосна инвазија. Одлучил да се врати во Киев. Коли це сталося, я був в шокі. Ми їдемо обратно, у нас є робота. Бев шокиран, но сватив дека сум потребен. Луѓето требаше да бидат евакуирани. Искрено беше толку страшно да се видат сите овие луѓе на платформата. Децата врескаат, родителите урлаат. Во секој вагон имаше по 180 луѓе. Кобецки заминал на исток и југ од земјата, близко до линијата на фронтот, евакуирајќи цивили, помагајќи во транспортот на ранетите со специјален медицински воз. Вели дека секогаш се труди да понуди најдобра услуга за украинските војници. У мене в потязі вони... Се обидувам да им го направам патувањето што е можно поудобно. Можам дури и да готвам за нив. И мојот син е на фронтот, како и сите мои роднини. Во текот на изминатите 2 години, украинските железници евакуирале најмалку 4 милиони луѓе. Кобецки, заедно со неговите колеги, никогаш не одбил да биде до првите линии на фронтот. Нивната храброст им го донесе епитетот «железни луѓе». У нас не було кейсів, коли хтось із провідників чи Неам случај кога кондуктер, машиновозач, вработен на железничка станица, одбил да оди на работа. Од почетокот на војната, руската армија постојано ја гранатира железничката мрежа. Околу 600 железничари се убиени, повеќе од 1500 се ранети. Многумина се мобилизирани како војници. з першого дня повномасштабного вторгнення ми Од првиот ден на инвазијата се обидовме да ја пренесеме пораката. Железницата нема да запре. Не сме откажале ниту едно патување без сериозна причина поврзана со војната. Бидејќи воздушниот сообраќај е суспендиран поради војната, светските лидери и делегации се потпираа на железницата за патување во Украина. дипломатичні рейси За дипломатски патувања имаме специјални алгоритми за тоа како да се патува при ракетна закана или друг аларм. Секогаш имаме резервни варијанти. Многу важни гости од странство купуваат сувенири во продавницата за подароци на железницата, која беше отворена минатата година. Що казати вже? Борис Джонсон купи веднаш ја носеше капата со нашиот амблем. Шон Пен и Орландо Блум ги носат нашите дуксери. Тука беше и Урсула фон дер Лајен. Најпопуларниот артикл во продавницата е дуксер со распоред на маршрути до градовите кои се уште се под окупација, а на шините подготвен за мисија возот до победата. Вагоните се насликани, го представуваат секој окупиран регион. Планот е тој да биде првиот воз кој ќе сообраќа во овие области кога Украина ќе ја поврати контролата.